со оглед на тоа дека навистина имаме зголемен број на патувања, но исто така и зголемена фреквенција на возила во овој период, голем број на планирани патувања за празниците кои што следат. Токму тоа е и причина да ја направиме оваа тема, односно да дадеме некои совети на гледачите за тоа како функционира линијата за помош на пат 196, но исто така и апликацијата која што ја нуди АМСМ, односно ќе покажеме и ќе кажеме всушност многу повеќе како функционира самата апликација и кои се придобивките за самите учесници во сообраќајот. Многу повеќе на оваа тема мојот денешен гостин Владимир Атанасовски од АМСМ. Да му посакаме добро утро. Добро утро. На самиот почеток сакам да напоменеме нешто за линијата 196 помош на пат. Како функционира истата и колку всушност е барана? Барана е многу, значи функционира 24 часа во 365 дена во годината. Може да се јави било кој што има било каква потреба од помош на пат. Дали има механички дефект на возилото, дали се работи за сообраќајна незгода, дали можеби возилото е заглавено во кал, преку некоја дупка, се јавуваат на нашата телефонска линија 196, како што кажав, 24 часа и ние излегуваме на терен со високопрофесионален тим, со спремни возила, каде што интервенираме за било кој за да се реши проблемот. Доколку се случи некој проблем на возачот и сака да побара помош на пат, од каде може да се јави, односно за каде важи таа линија помош на пат и зашто најчесто бараат помош возачите во зимските услови? Линијата 196 е достапна само на територијата на Македонија и може да се добие само од додека си присутен тук. Се јавуваат за секакви видови на дефекти. Значи, во зимските услови на планинските премини, во планинските предели, луѓето се јавуваат за извлекувања, бидејќи ќе падне снег, па затоа не можат со сопственото возило да излезат. Ние со нашите возила излегуваме на терен за да помогнеме да ги извлечеме луѓето. Ја напомена во самата најава и апликацијата на АМСМ. Како таа апликација дополнително помага на самите учесници во сообраќајот? Апликацијата на АМСМ може да ја симне било кој од Play Store, значи откако ќе се логираат на самата апликација, луѓето можат и имаат потреба од било каква помош од нас и не мора да се јават на 196, можат веднаш да пријават помош на таа апликација, при што во нашиот контакт центар веднаш стига оформен, креиран случај каде што се гледа точната локација на клиентот кој што има потреба од помош и клиентот го наведува сопственото возило со регистарска таблица и име и презиме и телефонскиот број е таму наведен, пошто откако стига случајот веднаш во истата секунда, нашите оператори од контакт центарот веднаш го контактираат чисто да ја потврдат самата локација и проблемот дали е тоа точно, за да се знае каква помош да се испрати за клиентот кој што има потреба од помош. Значи, автоматски при самото симнување на апликацијата си креираме наш профил, каде што ги има сите информации, па доколку не потребна помош, можете слободно да го видите вие од контакт центарот на АМСМ. Така е, може било кој да може да се користи апликацијата како гостин, а за АМСМ членовите, тие се логираат со нивниот членски број и со нивната имейл адреса, при што има дополнителни привилегии за самата апликација, каде што може да гледаат во моментот кога возачот, ако имаат потреба од помош на пат. Откако ќе го пријават случајот, го следат текот на случајот. Може да видат кога нашиот возач го прима налогот за да излезе на терен за интервенција и автоматски системот после тоа пресметува за колку време би пристигнал до локацијата на возилото кое што е во дефект или има сообраќајна незгода. Така може да знаат за времето на пристигнување на нашето возило. Кои се други услуги ги нуди самата апликација? Дали можеби корисниците може да видат каква е состојбата на патиштата, можеби тоа може да го видат преку видеонадзор на одредени камери? Да, на самата мобилна апликација се објавуваат информациите за состојбата на патиштата, оние кои што редовно секојдневно ги објавуваме и ги споделуваме со медиумите и со сите заинтересирани граѓани. Значи, состојба на патишта, било какви сообраќајни информации за патување во странство, патарини, прописи за патување, зимска опрема, како е и слични останати неопходни информации за патувањето. Таму се добива кога има некоја поголема
пречка во сообраќајот, се стига и нотификација на самата мобилна апликација, каде што луѓето можат веднаш да видат за каков проблем во сообраќајот се работи. Истите тие информации ги споделуваме и на нашата веб страница на amsm.mk. Сите информации тие се споделуваат преку едно централизирано место и веднаш се објавуваат, се распределуваат на соодветните медиуми. Ако не се лажам, оваа апликација постои околу една година. Во текот на таа една година, колку корисниците ги користат овие дигитални алатки? Се повеќе се користат овие, значи веќе се работи за илјадници симнувања и секојдневни користење на нашата мобилна апликација, при што скоро секој ден веќе имаме пријава за помош на пат, директно преку мобилната апликација, како што кажав, случајот веднаш во истата секунда по пријавата стига во контакт центарот и операторите веднаш го контактираат клиентот. Верувам дека и тоа е многу полесно и поефикасно за нас преку самата апликација. Пред самиот крај, ако на некој начин сите совети, верувам, беа добре дојдени до нашите гледачи, на самиот крај, која е вашата порака до сите оние кои што ќе патуваат во идниот период? Внимателно, значи, апсолутно да се управуваат возилата пред овие празници, задолжителната зимска опрема секако да ја имаат луѓето. Препорачуваме патување со зимски гуми, посебно преку повисоките места, поради зголемена, ако се патува со летни гуми, зголемена можност од незгода, од пролизгување. Затоа строго почитување на сообраќајните правила, прилагодена брзина на движење на моменталните услови за патување, како и да се одржува поголемо растојание помеѓу самите возила. Ви благодарам многу за одвоеното време. Благодарам и вас. Благодарам уште еднаш.